Здраво и добро дојдовте во уште едно видео каде што ќе збориме за култура на растителни клетки во суспензија. Културата на суспензија од растителни клетки се состои всушност од поединечни клетки, каде што некои од овие поединечни клетки формираат клеточни агрегати и се ова потопено внатре во течен хранлив медиум. Значи ова е суспензија растителни клетки. Поединечни клетки, дури и клеточни агрегати кои се наоѓаат во течна хранлива подлога во инвитро услови. Во ред, да видиме како се добиваат овие клеточни суспензии. Најчесто се добиваат од калуси. Значи имаме некој си калус кој сме го израснале во инвитро услови на цврста хранлива подлога и најчесто бираме некој кој е мек, растресит и тој го субкултивираме во течна хранлива подлога во Ерленмајер. Претходно можеме да го раздробиме малку и ќе оставиме сега во Ерленмајерот. Од кој ќе го оставиме тој Ерленмајер заедно со калусот, ќе се стави на ротациона мешалка, каде што калусот поради самото движење, нели, на мешалката, постојано ќе се удира во зидовите на Ерленмајерот. Во ред. На тој начин што, ако имаме прене многу големо парче калус, така како што се удира постојано лево-десно, ќе се распадне на помали парчиња. Во ред. И тие помали парчиња постојано од нив ќе излегуваат поединечни клетки. Така, значи они како што се удираат уште повеќе од страната на зидот, така, ќе добиваме поединечни клетки од нив. Секогаш ќе останат мали вакви парчиња кои едноставно нема да се доразградат. Во ред, значи ќе идеме на уште помали парчиња кои ќе се добијат. Значи мали парчиња ќе останат и поединечни клетки. Дел од овие поединечни клетки исто така повторно ќе се здружат едни со други у наводници и ќе формираат агрегати, значи повеќе клетки. Така што во пракса никогаш всушност не добиваш 100% суспензија на само клетки, бидејќи секогаш ќе имаш мали парчиња кои останале нераздробени, исто ќе се формираат и вакви клеточни агрегати. Значи скоро никогаш нема да добиеш чисто само поединечни клетки. Но не мора секогаш да се добие од калус, значи може да се добие, например, од стерилно изртено семе. Нормално ќе го земеш, ќе го раздробиш и исто ќе оставиш на ротациона мешалка. Можеш да добиеш од листен мезофил. Во ред, значи постојат различни методи на кои може да се добие суспензија, но главно се практикува да се добива од мек растресит калус. Во ред. Некој од вас сигурно се запраша зошто не можеме да добиеме суспензија само од поединечни клетки. И една од главните причини е поради тоа што клетките имаат клеточен зид, кој им овозможува да се слепат едни со други, односно да формираат вакви клеточни агрегати. Но не сите клеточни линии имаат иста стапка на формирање на клеточни агрегати. Некои формираат повеќе, некои формираат помалку. Односно, различни растителни видови, така, клетки од различни растителни видови даваат различна стапка на формирање на клеточни агрегати. Исто така зависи и од подлогата во која се наоѓаат овие клетки, односно од хемискиот состав на подлогата, кои материи нели ги содржи истата. Кога клетките се во активна фаза на растење, агрегатите стануваат поголеми, така значи имаме поголеми агрегати и клетките се поголеми, целиот агрегат е помал, додека кога се во стационарна фаза имаме помали агрегати. Во ред. Сега, постојат начини на кои може да се влијае на тоа колку агрегати се создаваат. Еден од начините е преку додавање на ауксини. Во ред, значи ние можеме да додадеме ауксини, односно екзогени регулатори на раст, односно фитохормони. И ако има ауксини, се создаваат помалку агрегати. Поради тоа што ауксините делуваат на одредени ензими, кои ќе бележиме со некоја си ваква боја, кои ја разградуваат средната ламела на клеточниот зид. Во ред, значи овие ензими разградуваат средна ламела. Значи разградуваат средната ламела на клеточниот зид и поради тоа имаме помало формирање на агрегати. Но ова може да има и негативна страна. Ако се додадат
Многу ауксини, така кои имаме големо количество на ауксини, ќе се добијат трајно недиференцирани клетки. Во ред. Значи ќе добиеме трајно недиференцирани Ако ги имаме такви трајно недиференцирани клетки, тие скоро и да немаат продукција на секундарни метаболити. Вред. Значи многу е намалена продукцијата на секундарни метаболити, а тоа е главното нешто што ни е потребно во култура на суспензија клетки, добивање на масовни количини на секундарни метаболити. Ако тоа го немаме, за џабе го правиме се ова. Затоа не треба да се претера со ауксините. И овие суспензии од клетки се всушност со неорганизиран раст, бидејќи они кои растат не наликуваат на растение, тие се само клетки кои се наоѓаат во течен медиум. И ако би имало доволно субстрат, светлина и простор, тие би растеле неограничено. Не би постигнале некоја финатна големина, нормално под услов да има неограничени ресурси, простор и така натаму. Значи ова е нешто налик како микроорганизми. Во ред? И тоа е многу интересно, бидејќи овој метод на суспензија на растителни клетки може да се користи за large scale, така продукции на големо. Например, како што со микроорганизмите продуцираат различни метаболити во цели танкери, така каде што ќе стават микроорганизми, така имаме цели танкери каде што ќе ставиш микроорганизми, ќе ставиш некаков си субстрат, ќе ставиш микроорганизми, и едноставно тие ќе се делат и ќе цела цистерна ќе завземат, така и ќе може да продуцираат некаква си химиска материја во многу големи количини. Во ред. Сега на сличен начин всушност може да се користат и растенијата. Всушност на некој си начин растенијата ги правиме налик микроорганизми. И во култура инвитро разликуваме два типа на култури на клеточни суспензии. Еднократни култури, каде што имаш дадена количина клетки, кои ги одгледуваш се додека има хранлив медиум, така или пак има доволен волумен, и кога ќе помине, нели, кога ќе го истрошат хранливиот медиум, основно волуменот, ќе ги искористиш само метаболитите, нели, кои ги секретирале. Буквално како што ви кажува самото име, за една употреба. Или пак имаш вакви трајни култури, каде што постојано всушност правиш субкултивирање. Односно, кога ќе бидат во фаза на раст, ќе го разгледаме тоа на кратко, ги пренесуваме на нов медиум. Вред. Значи, кај еднократни имаш даден волумен, така на хранлив медиум, имаш овие растителни клетки, и они ќе се шират тука, ќе се шират, ќе го искористат целиот хранлив медиум, така, значи се што е потребно од него ќе извадат, и веќе нема кај да се шират, нема храна, и добро, ќе иземеш тие и ќе ги отстраниш, така и ќе искористиш метаболитите кои ги создале. Доека кај трајни култури, кога ќе се случи тоа, така, значи имаш клетки кои постигнале, нели, фаза на раст, почнале веќе да го заземат целиот волумен, наместо да ги фрлиш, ги зимаш, ги пренесуваш во нов сад, каде што имаш нов медиум. Вред, и ова главно се прави, нели, кога сакаме помасовно производство, и имаме некои поретки клеточни линии што сме ги добиле и сакаме да ги одржиме, не сакаме да ги изгубиме тие. Бидејќи овдека, нели, кога ги фрлаш овие, всушност ќе изгубиш таа клеточна линија. Овдека може би имаме некоја си многу успешна и сакаме да ја задржиме и постојано ќе ја субкултивираме и на некој си начин само додаваме нов медиум, а она ни го конвертира во нешто друго. Така, ова жолтиот медиум, она ќе го направи во нешто си портокалово, и ние ќе го извадиме тоа портокаловото на страна, а овие ќе ги ставиме во нов, и после од таму портокаловото ќе го извадиме и така натаму, и така натаму. Значи ќе можеме да продуцираме многу од оваа портокалова субстанца. Еднократните култури главно се изведуваат во Ерленмајери, кои се ставаат на таква ротациона тресалка, односно мешалка, и се додека него потрошат хранливиот медиум. Вредно, значи имаш Ерленмајер, има подлога, имаш клетки, се поставува на ротациона мешалка која го тера, нели, всушност во круг го врти или пак може само од страна кон страна, и од прилика да се става на 30 до 150 RPM, rotations per minute, иако некогаш не е ротации, и слично се прави со трајните култури.
Но интересно е дека кај растенијата не може да се практикува истиот метод како кај микроорганизмите, иако спомнавме дека се слични. Бидејќи во микробиологија тоа што го имаш е постојани, континуирани култури. Како наликува тоа? Имаш како еден сад, така како една цистерна, ова е голем сад. Од едната страна имаш ко одвод, да речеме, така кај што ќе излегуваат материи, а од другата страна имаш довод. Во ред? И од оваа страна стига нов медиум, така значи нов медиум, додека од оваа страна излегува стар медиум плюс така метаболити. Плюс метаболити и стари клетки. Во ред? Значи метаболити и плюс стари клетки. Во ред? Значи се што е тоа останато од претходно, тие клетки кои остарале, тие медиумот кој веќе бил искористен и метаболитите кои ни се од интерес, се излегуваат надоле. И што се случува? Овде имаш главно свеж медиум, нели како што се симнуваш надоле станува постар и постар. И од дека некаде постојано имаш клетки кои се делат. Во ред? Значи тие постојано и постојано се делат во еден бесконечен циклус. И ти само на некој начин постојано само додаваш нов медиум и само си го вадиш стариот медиум постојано и тоа е еден континуиран процес. Во ред? Така можеш да тераш релативно бесконечно. И никогаш не го гасиш ова и постојано како на чешма имаш, така налик како на чешма постојано излегува од тука метаболити. Кои после овие метаболити, нели ги пласираш на пазарот или зависно за што метаболити се. Ова не може да се прави баш со растенија. Сега овдека овој пример што го прикажав е за микроорганизми. Причината зошто не се прави, не знам која е. Најверојатно проблематиката е со осветлувањето, бидејќи микроорганизмите овдека се наоѓаат во затворен сад. Океј, значи нема светлина, така што требава да се прави нешто што е стаклено или пластично, што може да не е соодветно за големи цистерни. Но не сум сигурен. Хранливата подлога која се користи за суспензија на растителни клетки е прилично иста, односно слична како таа за калус. Нормално има промена во некакви си параметри, зависно од кој растителен вид сакаме да направиме клеточна суспензија, но не ни е тоа толку битно, бидејќи се постојат протоколи како се прават хранливите подлоги за различен растителен вид, така дали изолираш од клетки од калус, дали од, например, листен мезофил, зависно од што сакаш да добиеш суспензија клетки, ќе направиш различна хранлива подлога. Повторно напоменувам, тоа се прави спрема протокол, си има рецептури и сесија супер. Например, постојат некои хранливи подлоги кои стимулираат поголема клеточна делба. Така што ако имаш одредена суспензија која што помалку се дели, ќе направиш хранлива подлога која ќе овозможи повеќе да се дели. Во ред, зависно што сакаш да постигне. Во ред. Сега ќе ги видиме фазите на растење и одржување на културите на клетки во суспензија. Во ред, овде имаме еден график која прикажува кинетиката на раст на суспензија од растителни клетки. Инаку овој график го сретнуваме и во микробиологија кога збориме за кинетика на раст на микроорганизми. И да го разгледаме графикот. Првично имаме една лаг фаза. Во ред, во лаг фазата клетките не се делат нешто си многу, едноставно тие се приспособуваат на новата средина, така, на медиумот во кој сега сме ги ставиле. И на некој начин они се спремаат за делба. Зголемуваат експресија на некои си протеини, создаваат ензими кои се битни за делба и така натаму. И после некое време, од кое ќе се навикнат наводници, они ќе почнат да се делат. Така, значи ќе се забрза, односно ќе се зголеми стапката на делба. Понатаму влегуваме во лог фаза. Името доаѓа всушност од логаритам, бидејќи всушност имаме експоненцијален раст. Од овие неколку клетки, сега ќе почне тие да се делат многу. Вред, значи ќе добиваме многу клетки. Сега нормално делбата на клетки не може да иде до бесконечност, бидејќи со тек на време ќе се потрошат сите ресурси така кои се во медиумот. И веќе ќе нема храна. Исто така друг лимитирачки фактор е волуменот. Тие се во ограничен волумен, во некаков си сад во кој се наоѓаат и веќе нема каде да растат. Значи има повеќе ограничувачки фактори. Едно значи беше хранливиот медиум, нема ресурси, друго е волуменот и трето е и некои метаболички
продукти се ослободуваат кои можат да бидат токсични за истите клетки. Значи, ослободуваат метаболички продукти кои се токсични за истите, немаат волумен и ги искористиле хранливите материи од медиумот. И од кога тоа ќе направат, они успоруваат и влегуваат во оваа стационарна фаза, каде што веќе немаме делба, бидејќи нема храна. Во ред, едноставно само сега се одржува популацијата на клетки некој временски период и почнува да се појавува една стресна состојба. Нема храна веќе долго време, се наоѓаат во една навидум токсична средина и они почнуваат го зголемуваат многу секундарниот метаболизам, значи зголемуваат многу секундарни метаболити и оваа стационарна фаза исто така не може да се одржува бесконечност и после некое време ќе почне да настапува смрт, ќе почне да изумира популацијата на клетки. Ние многу би сакале од економски причини да ги одржиме клетките во лог фазата што е можно подолго. Например, во овој график што овдека сум нацртал, лог фазата трае околу, ако ќе повлечеме линии, значи трае од некаде си 7 ден до 13 ден. Тоа се 6 дена. Ако би можеле да продолжиме лог фазата, тоа би било многу добро од економски гледна точка. Сега, како се постигнува тоа? Се вршат субкултивирања. Едноставно, кога една култура ќе стигне некаде до овој дел, така, некаде, ќе подешам до овој тука дел, ќе земам со жолта боја, кој ќе стигне до овој тука дел, односно рана стационарна касна лог фаза, најоптимално е да се изврши субкултивирање. Во ред. И што ќе се добие? Нареден график ќе нацртам. Така, ова ќе биде графикот, кој ќе мери кинетиката на новата култура која ќе се добие од која ќе субкултивираме и ќе изгледа на следниот начин. Бидејќи субкултивираме во исти медиум кој има исти состав, лаг фазата ќе биде многу пократка, бидејќи не мора да се навикнуваат, они веќе навикнати се, така што ќе имаме кратка лаг фаза, а ќе имаме долга лог фаза. Во ред, значи ќе се продолжи лог фазата. Подолга лог фаза. Додека, ако субкултивираме во рана лог фаза, односно дури овдека ако земеме некаде, или пак дури и почетна лог фаза. Значи, ако земеме некаде клетки кои се наоѓаат во овој степен на раст и ги субкултивираме, графикот на кинетика што ќе се добие ќе изгледа на следниот начин. Ќе изгледа вака. Во ред, сега ќе го претерав, али ќе го направим. Односно, лог фазата ќе биде многу пократка, додека овде имаме дека лог фазата е многу подолга. Во ред, значи има многу разлика. И тоа од економски гледна точка е многу битно. Сакаме да продолжиме лог фазата. Така што ако субкултивираме за време на касна лог фаза, односно почеток на стационарна, во тој случај наредната култура ќе има подолга лог фаза. Ако субкултивираме при рана лог фаза, така вака. Рана лог, овдека при рана стационарна. И овдека всушност вршевме субкултивирање. Во ред, ќе се добијат овие две криви. Така што многу ни е погодно да субкултивираме во рана стационарна фаза и ова може да се направи со пресметка. Односно, можеме да релативно пресметаме кога нашата култура ќе биде во рана стационарна фаза, бидејќи ти ќе ги внесеш клетките така во даден медиум и сега од кај знаеш кога? Да, ја го нацртав овдека графиков дека е, ќе си речеш аха, добро, ќе повлечам овдека линија, аха, на 15 ден. Значи на 15 ден треба да земам и да субкултивирам, ама ја овдека го нацртав графикот, ти нема да знаеш кога е тоа, бидејќи различен е графикот зависно од многу параметри. И сега ќе видиме од кои се параметри всушност зависи кога ќе се постигне рана стационарна фаза, бидејќи нели таа ни е битната. Првиот фактор од кој зависи кинетиката е всушност со колку клетки сме започнале, односно колкав бил почетниот инокулум. И ова е многу логично. И да видиме зошто. Да речеме дека имаме еден сад
во кој ќе започнеме со 50 клетки. И знаеме дека клетките на даден временски период го дуплираат својот број. Да речеме дека на секој пола сат. Океј. Помине пола сат, од 50 ќе добиеме 100 клетки, под 100 наредниот пола сат ќе добиеме 200, под 200 ќе добиеме 400, од 400 ќе добиеме 800 и од 800 ќе добиеме 1600. Во ред. Значи да видиме за колку време. Овдека ни требаше 30 минути, 30 минути, 30, 30, 30. Значи за 2,5 часа стигнавме до 1600 клетки. Во ред. Да речеме дека започнуваме со 10 клетки. Во тој случај првиот полосат ќе стигне од 20, па до 40, па до 80, па до 160, па до 320, па до 640, па до 1280 и некој си краток период, така, да речеме до 1600. Видиме колку време ни требаше, 30, 1 сат, сат и пол, 2 сата, 2,5 сата, 3 сата, 3,5 сата. И тука да речеме уште едно 15 минути за до 1600. Значи ова се 3 часа и 45 минути, додека овдека имавме 2,5 часа. И гледаме дека дури и мала разлика во почетниот волумен на клетки, почетниот број на клетки, има големи последици за колку време ќе биде потребно дури се постигне одредена клеточна густина. И зависно со колку клетки ќе почнеме, ќе биде различен временскиот период, колку време ќе им треба да го пополнат целиот волумен. Во ред, некогаш ќе треба околу 21 до 28 дена додека се пополни целиот волумен со клетки. Некогаш, ако ставиме голем број на клетки, како почетен инокулум, и тие особено брзо би се делеле, таков вид на растение сме земале, во тој случај би требале 6 до 9 дена додека се пополни целиот волумен. Нормално сепак зависи колка волумен имаме. Викам некој си кој најчесто се користи. Нормално овие бројки се арбитрарни, измислени, но главната идеја е таа. Да видиме сега некои конкретни бројки. Најоптимален број за почетен инокулум е од 0,5 до 2,5 по 10 на 5 клетки во милилитар подлога. Во ред, или тоа е на некој си начин можеме да го запишеме всушност од 50.000 до 250.000 клетки на милилитар. Така, значи, ова е оптимално. Постои долна граница, а таа долна граница е од, сега повторно со виолетова боја, од 9 до 15 по 10 на трета клетки на милилитар, односно тоа е од 9000 до 15.000. Уште една нула фали. Значи ова е минимум. Ако ставиме помалку од ова, можеби нема ни да добиеме така некаков си развој, нема да ја почнат да се делат, бидејќи едноставно лак фазата би била премногу долга. Така што кога имаме минимум, имаме најдолга лак фаза, при оптимално имаме најкратка лак фаза, а имаме и некоја си горна граница, каде што ако ставиме повеќе од тоа, поголема клеточна густина, едноставно премногу ќе биде густо. А горната граница е од 23 до 38 по 10 на 5 клетки на милилитар. Односно тоа е 2,3 милиона до 3,8 милиона клетки. Значи ова е максимум на милилитар. Значи ова беше факторот клеточна густина, односно број на клетки кои ги имаме во почетен инокулум. Значи прв фактор клеточна густина. Постојат и други фактори, така кои сега ќе ги наброиме и нема нешто многу да елаборираме за истите. Значи втор фактор е на пример зависи од растителниот вид. Различни растенија имаат различна стапка на раст, односно на различен временски период го дуплираат својот број. Во ред, тоа зависи од растение до растение. Зависи од типот на експлантантот.
ај преимично вака, од вид на растение. Трето ќе запишеме од вид на експлантант. Најчесто нели рековме дека од калуси, но може да биде нели и од мезофилна лист, може да биде од стерилно извртено семе и слично. Значи зависи од кој дел од растението зимаме, така клетки, зависи составот на хранливата подлога. 4 ги пишеме. Хранлива подлога. Некои хранливи подлоги стимулираат поголема делба, некои не. Во ред, значи зависи каков е составот. И тие се главните 4 причини, 4 фактори од кои зависи кинетиката. Постојат и други, но нема да ги разгледуваме, бидејќи имаат помало значење. Сега само ќе спомнеме некои карактеристики кои ги поседуваат клеткиве, нели, кои се наоѓаат во суспензија, така култура од суспензија на растителни клетки. Еве некои карактеристики кои ги поседуваат клетките кои долго време сме ги култивирале во суспензија на растителни клетки. Имаат зголемен степен на клеточна сепарација, значи не се толку слепени на друга и не ни сакаат да се слепат толку многу. Имаат хомогена морфологија, изодиаметриска форма, значи прилично изгледаат исто, ограничени се, немаат некоја си коцкаста форма, повеќе завзимаат веќе ко округлеста форма. Имаат повидливо јадро и погуста цитоплазма, имаат повеќе скромни зрна, имаат побрз раст споредено со тие од калусот. Значи калусот имаше брз раст, овие имаат уште побрз раст. Ја губат способноста на тотипотентност. Ова беше многу битно за култура на инвитро растенија, бидејќи тотипотентноста беше способноста да од една растителна клетка добиеш цело растение. Значи од една клетка можеш цело растение. Па овие кои долго време се одржуваат во култура во суспензија, ја губат оваа способност. Хормонска хабитуација, значи се навикнуваат да бидат во подлога без фитохормони, во ред. Зголемување плоидноста, добиваат повеќе сетови на гарнитури на хромозоми, поради генетски проблеми, бидејќи постојано се делат и тоа се случува. Имаат намалена отпорност при тресење, едноставно постојано ли кога се врти садот, може полесно да ги уништи, бидејќи се на некој си начин покревки. Значи тие се некои главни карактеристики кои ги поседуваат клетки кои долго време нели биле култивирани, субкултивирани во суспензија. Постојат повеќе методи кои можеме да ги користиме за да измериме колку е стапката на раст во суспензијата. Еден е колку се продуцира биомаса, односно после даден временски период можеме да изфилтрираме суспензијата и видиме колку биомаса се создало. Друго е колкав број на клетки имаме во даден волумен. На дадени временски интервали можеме да зимаме од суспензијата асептично, да не ја контаминираме, и на дадени временски интервали ќе гледаме по колку клетки има во даден волумен и можеме да претпоставиме нели колку е стапката на раст. Можеме да го следиме методскиот индекс или пак масата на вкупни протеини. Постојат и индиректни методи каде што може да се гледа метаболичката активност на клетките, односно колку се искористило кислород, колку се искористило CO2 и така натаму, но тоа е малце потешка математика. Најчесто се зимаат примероци на дадени временски периоди, така, значи на дадени временски периоди зимаш примероци и едноставно ги филтрираш, добиваш. Има постапка при која се добиваат клетки, после тие клетки ги броиш на комори. Ред има едни комори за броење. Да, има едни комори и броиш колку клетки имаш и викаш аха, у пета минута сум имал 30 клетки, во 10-та минута сум имал 60 клетки, во, не знам, 15-та минута сум имал 120, во 20-та минута сум имал 240. Вред. И секој пат се иземал, например, по 1 милилитар, така што можеш да пресметаш колку е стапката на раст и така натаму. Тоа е најпрактичен метод кој не е нешто комплициран, едноставно можеш со микроскоп и дел од реагенси за да прочистиш биомасата. Односно, примерокот за да ги добиеш клетките. Бидејќи често знаат да бидат ислепени, така ти кога ќе земеш овдека примерок, тој треба да го центрифугираш. И кога ќе го центрифугираш, тие може да се слепат и на крај да не можеш да ги избориш клетките убаво. Друг проблем е, например, од овие 30 што си ги изброил, може да 10 се мртви. Така што всушност 20 треба да ги рачунаш, бидејќи 10 се мртви клетки. Али ти не можеш да одредиш кои се живи и кои се мртви, бидејќи ги гледаш само како
такви ко топчиња, ко точки. Така што има проблеми методава, но главно таа се користи поради практични причини. Постојан методи со кои можеме да одредиме колку клетки се живи, колку се мртви, односно да одредиме виабилноста, на тој начин што ќе земеме еден примерок, така, и тој ќе го изфилтрираме, така што ќе добиеме само сув материјал, односно ќе добиеме само клетки. Во ред, значи ќе добиеме само клетки од кога ќе го изфилтрираме. И сега треба да имаме оптимален број на клетки, оптимална густина, која што ќе ја нанесеме сега на петријава плоча. Во ред, значи ќе ја нанесеме на петријава плоча, каде што на таа петријава плоча, во која ќе имаме агар, односно хранлива подлога, во ред, ќе израснат одредени клетки. Само тие кои се живи ќе израснат, тие кои не се живи нема да израснат. И тоа што ќе се добие се вакви колонии. Например, тука израснала, тука, тука и тука. А овие овдека, например, не израснале, што ги бележам со црвено. Значи таму нема ништо. И спрема тоа колку колонии се формирале, така речени colony forming units има, CFU, има една мерна единица, се пресметува, се гледаат и може да се одреди колку е виабилноста на клетките. Но има и некои други улоги, се прават клеточни клонови и така натаму. Не интересира тоа толку, има таму различни постапки, не е битно. Ако некој го интересира, може да се и разгледа. Сега само да спомнеме зошто е битна ова култура на суспензија на растителни клетки, иако до сега спомнавме неколку пати. Главните апликации на овој вид на култура е во комерцијално производство на секундарни метаболити. Вред, значи за комерцијално производство на секундарни метаболити, кои се од многу големо значење за фармацевската индустрија, прехранбената индустрија и така натаму, значи за фармација и за прехранбена индустрија. Друго нешто што може да се прави е со овие клетки да се направат соматски ембриони. Кој спомнавме уште пред неколку видеа дека тие и да всушност ги изолираме клетките, ги гелираме, така соматските ембриони, ги изолираме, ги гелираме и правиме нешто што се нарекува вештачко семе. Која може да се користи за регенерација на растенија. На овој начин всушност можеме да добиеме многу семиња кои се вештачки семиња, бидејќи се од соматски клетки. Во ред, тоа беше главно се за овој видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Така да го помислиме ова, довидување.